Моето прашање е сосема поинакво, не се работи за овие амандмани, затоа што нели дискусијата по амандманите заврши. За жал немавме време да направиме една консултација и едно прашање до министерот, а се работи за следното. Имено во собраниска процедура е Законот за спречување и заштита од насилство во жените и семејно насилство. Во фискалните импликации предвидени во ова законско решение, кој што е во редовна процедура и сега моментално е во законска процедура, вели дека дополнителните трошоци се предвидени во буџетите на надлежните институции за постапување. Ова е мултисекторски закон, ги опфаќа Министерството за внатрешни, за здравство, за правда, за образование, значи повеќе надлежни институции. Може да се каже дека и дури децентрализирано со одредени насоки на единиците на локалната самоуправа. Прашањето ми е конкретно до вас, бидејќи некако по оставките не можевме да ги видиме конкретно дека се за тие средства посочени. Дали во моментот може да ни одговорите или имаме време, планираме и јавна расправа по однос на ова законско решение, па би сакале и би било навистина од корист да ги знаеме точните податоци каде, во кој сектор, во кој раздел и во кое министерство се одделени конкретно средствата за оваа намена. Доколку можете во моментот би биле благодарни, затоа што веќе во среда ќе имаме комисија за труд, матично тело која што го разгледува ова законско решение, се работи за сериозни средства, за сериозна тема и би била благодарна доколку добиеме одговор сега, но и да не добиеме сега во моментот одговор, би сакале да знаеме, да ни посочите, да ни помогнете во разделите каде може ние да видиме каде се алоцирани тие финансиски средства, бидејќи како да ви кажам, ние може да донесеме законско решение кое што тангира огромен број на жртви, ама ако немаме финансиски средства, истото да го имплементираме, џабе го носиме. Ви благодарам.